Следите Македонија наутро, утринска програма на вашиот јавен сервис. Уште еден убав и интересен разговор во продолжение. Ќе зборуваме за четвртата едукативна боенка и песнарка посветена на животните кои што живеат во Скопската зоолошка градина Скопје. Станува збор за проект кој што овозможува една прекрасна средба со животните од нашата зоолошка градина низ новите песнички кои што се создадени и скреирани од страна на прекрасните дечиња кои што ги имам во студиото, односно дел од нив, заедно со Билјана Лалчевска-Серафимовска, директор на Детскиот културен центар Карпош. Билјана, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и ви благодарам на поканата. Убава енергија ни донесовте ово утро, затоа знам дека и гледачите ќе уживаат во разговорот, а сега да ги представиме и малите принцеси. Може? Поред да ни се представат? Да. Ајде. Јас сум Галена. Галена, може ли веднаш само да кажеме тука која е твојата песничка? Јас знам, читам, да не ме искарате пак. Преска прашав, нели четврта поред и ми кажа многу искрено и детски. Пишува внатре, ва не се пишува. Еве тука читам Галена Клинчарова, но ајде ќе кажам како се вика песничката, за кој живот? За јагуар. За јагуар. Ајде да го подадеме микрофонот на следната наша гостинка. Јас сум Ана и ја пеам песната Бизон. Бизон, добро. Јас сум Лина и јас ја пеам песната Рис. Јас сум Јована и ја пеам песната Гибон. Така. Билјана, гласот на децата, детски градски хор од Детскиот културен центар Карпош, избрани солисти по пат на аудиција, четврти поред ваков проект, навистина од големо значење, не само за дечињата, туку и за нас возрастните. Како се работеше годинава на оваа четврта едиција? Би рекла многу значајно и за самиот град, и за целата држава. Заради тоа што ние, како Детски културен центар Карпош, уште од најмали нозе ги вградуваме вистинските вредности кај децата, така што, ете, оваа идеја се роди уште пред 4 години, кога всушност беа донесени слониците Дуња и Даела во Скопската зоолошка градина, па во еден разговор со вработените дојдовме на идеја да создадеме нешто што ќе остане како вредност и за децата и за центарот. Така што, ете, рековме дека Детскиот градски хор екзистира 4 години во Детскиот културен центар Карпош и по пат на аудиција се избрани солистите кои што ги отпеа овие 5 нови песни кои што се наменети за животните во Скопската зоолошка градина. И би сакала да кажам во оваа прилика, градот Скопје секогаш ја препознава нашата идеја и не поддржува во сето она што го даваме како идеја. А за да би било ова сето вака, имаме една прекрасна екипа од продуценти, аранжери, графички дизајнери, ете за боенката и секако човекот кој што даде голем придонес во песничките, тоа е уметникот Александар Митевски, кој што се јавува како уметнички директор на целиот проект. Едноставно, не можам да не ги споменам луѓето од Скопската зоолошка градина, кои што ни овозможуваат во континуитет 4 години да правиме промоции, едноставно во автентичен простор и зоонегователите кои што ги раскажуваат вистинските приказни за нашите животни од Скопската зоолошка градина. Ајде повторно се враќаме на Галена, може да го подадеме микрофончето и да одиме поред. Кажавме, Галена, твојата песничка е посветена на јагуар. Знаеше нешто повеќе за јагуарот или се запознаваше со него додека ја работеше песничката и ја снимаше песничката? Па се запознавав со него. Така, може убаво микрофончето. Се запознавав со него. Кога одиш во зоолошка, кои се првите животни што одиш да ги посетиш? Кои ти се омилени? Лав. Лавот? Да. Добро. Лав. Најомилен ти е лавот. Да. Добро, ајде да ги прашаме и останатите. Која песничка беше твоја само? Бизон. Бизонот. Знаеше нешто повеќе за бизонот пред да се сними песничката или од песната од песната? Ете, тоа е тоа всушност, затоа и кажавме едукација, а кој ти е омилено животинче? Кој прво го посетуваш кога одиш во зоолошката градина? Па најомилено животно ми е лисицата
но прво посетам пингвини. Пингвин. Лисица и пингвин. Можеме заедно да ги споиме во едно, како твој омилени, така? Да. Ако треба да бираш? Лисица. Лисица. Добро, одиме понатака. Принцесичка, која твоја беше песничка? Рис. Не можам јас и малку сега си ми во години да запомнам, да не ме искарате Лина. повторно. Лина, рисот исто го запознаваше додека ја снимаше песничката? Да. А кој е твоето омилено животно? Моето омилено животно ми е верверичка. Добро, можеби ќе имаш некогаш и можност да снимите и за нив песнички? Твојата? Мене ми е жирафата. Жирафата, твоја песничка беше Гибон. Гибон. За гибонот знаевме нешто пред Не. снимање? Но сега веќе научивме, Да. така? Добро, супер. Јас си кога ја разгледувам нели самата ова како да ја наречеме Едукативна боенка. Едукативна боенка, Така. ете така, тоа е правилниот наслов, навистина може многу да се научи и тоа за сите 5 животни внатре, дури јас допрва учам и не сум се заинтересирал да дознаам повеќе каде живеат. Еве вика за бизонот има дебел глас како баритон, например, тоа не сум го знаел. Секогаш во лето светло крзно има, а облека темна се менува во зима. За гибонот пишува дека е со потекло од Азија. Точно така. И тоа се навистина вистинските факти кои што пак ќе Треба да ги кажам знаеме. зоонегователите ни ги кажуваат и врз основа на фактите се создаваат автентични нови песни. И не само тоа, туку оваа едукативна боенка има неколку сегменти. Така. Освен што може да се користи како боенка, таа може да се користи и како нагледно средство во градинките и основните училишта. Има нотна тетрадка, каде што наставниците по музичко можат да ги свират директно песните по ноти. Така. И на крајот има бонтон, во суштина она едукација која што ќе кажам повторно од најмали нозе им ја вградуваме како да се однесуваат во зоолошката градина, не да ги потенцираме негативните работи, да не кршат и така натаму, туку ги потенцираме позитивните нешта, како да ги хранат животните, како да се однесуваат кон нив, зошто доаѓаме во зоолошката градина, едноставно да се чувствуваме пријатно, пропратено со низ песна, сето тоа едно прекрасно чувство. Така, очигледно е пронеден вистинскиот начин како дечињата да бидат поблиски до животните, но и до убавите навики кои што ќе ги оформат во квалитетни и вистински личности во иднина, бидејќи да, однесувањето на вистина се учи од мали нозе и ви благодариме што на вашите врсници им пренесувате една убава порака. Сигурно сте и звездички во вашето друштво, во мало, во училиште. Убаво е да се учествува во еден ваков проект. Колку сте срекни да ми кажете? Па јас сум многу срекна. Така? Да. Истото прашање за сите. Сте звезди во мало во училиште од како ги снимивте песничките? Или од поодамно бевте звезди? Од поодамна сум. И јас сум исто многу срекна. Добро. И предпоставам истиот одговор ќе одобрам. Да. Кажи претерано срекна, да не биде Претерано исто. срекна. Ете така, тоа е истото за сите. Најсрекни сме сите ние возрастните што во суштина едно им го одвлекуваме вниманието на децата преку вакви креативни работи, а особено велите звезди. Тие самите по себе се звезди. Секое дете има своја звезда. Талентот ние го негуваме, го организираме слободното време на квалитетен начин во Детскиот културен центар Карпош. Така Па е. ете, и Да за се тргнат и од останатите. компјутери, од Така е, мобилни телефони, точно овие така. работи се навистина, реков звезди во контекст на тоа дека сигурно ќе инспирираат и голем дел од нивните врсници да бидат дел од активностите кои што ги спроведувате како Детски културен центар Карпош. Сега сакам да го искористам вашето присуство во емисијата, бидејќи кога го договаравме ова гостување и секоја недела да ве викаме, има зошто, бидејќи навистина има голем број на активности, фестивал на класичен балет и модерен танц, завршува Во тек. веќе при крај, Да, така? денеска завршува. 3 фестивалски вечери, ајде малку да кажеме што се случуваше досега и што ќе се случува денес, последниот ден. Така. Значи, од 14 до 16 се одржува во Националната опера и балет фестивалот на класичен балет и модерен танц, кој што е во организација токму на нашата институција, Детски културен центар Карпош. Така. Исто така, со поддршка и како главен покровител се јавува градот Скопје, но морам да ги споменам и луѓето кои што
ја поддржуваат оваа идеја и балетската уметност воопшто, тоа се M-Art Gallery, која што специјално за фестивалот создаде и направи статуетки кои што низ трите фестивалски вечери ги доделувавме на значајни луѓе кои што дале голем придонес во балетската уметност. Првата вечер му ја посветивме на посхумно за животно дело на Александар Доброхотов. Тој е човекот кој што дал на вистина голем придонес и многу сме среќни што наградата ја прими семејството. Во оваа прилика морам да кажам за целата организација, освен Детскиот културен центар Карпош, да се заблагодарам, најголемата благодарност во суштина ја имам кон магистар Маја Каревски, која што е и уметнички директор на целиот фестивал. Така што во понеделникот гледачите и љубителите на балетската уметност имаа можност да проследат две прекрасни представи во изведба на ансамблот на Националната опера и балет. Тоа беа Шехерезада и Валпургиска ног, специјално за отварањето на фестивалот. Вчера имавме можност да ги видиме сите студија кои што дејноста им е класичен и модерен балет, а како завршница вечерва гледачите ќе имаат можност да ги проследат изведбите на учениците од Средното училиште Илија Николовски Луј балетскиот оддел и Факултетот за музичка уметност, балетска педагогија. Значи, ќе биде една исклучително прекрасна вечер, каде што вечерва повторно ќе доделиме статуетки на факултетот и на Средното училиште, како и еден ексклузивитет. Ќе ја доделиме статуетката и на Стефанија Гаштарска, која што треба да се гордееме со неа, бидејќи таа единствениот балетски уметник кој што во моментот работи во Русија и оваа сезона има одиграно 6 главни улоги, така што ние ќе го испочитуваме сето тоа како фестивал и ќе доделиме статуетка и благодарница. Трамболини, фестивал на детска креативност, исто така во тек, на 20 јуни е затворањето и избор 2 за ова. Значи, по завршувањето на учебната година, ние почнуваат активности. Почнуваме креативни активности, така е осмислен целиот овој детски фестивал на креативност Трамболини, низ работилници на различни локации во градот. Едноставно, креативност на дело, ја шириме креативноста како ги заразуваме луѓето, нели заразување во наводници со креативност, така што на 20 јуни во Градски парк на Школка во 20 часот ќе го имаме онасвечено затварање на фестивалот со прекрасни изведби на нашите членови од Детскиот културен центар Карпош, од балетската секција, хорот Гласот на децата на Скопје и сите останати секции кои што екзистираат во домот. И за крај заборавив само да прашам, ова едукативна боенка и песнарка, каде може да се најдат, дали се достапни за дечињата? Сега, како што ве прашував, ми дојде дека не го поставив едно од поважните прашања. Како може да се дојде до нив? Најважно прашање, бидејќи станува збор за детски производ, ние во Детскиот културен центар Карпош ги подаруваме и боенката и CD-то. Благодарам за гостувањето, благодарам на вас како директорка на Детскиот културен центар Карпош. Чинам со активностите летово ќе имаме уште неколку видувања во Македонија наутро, што посебно ме радува. Благодарам и на 4 принцези овутро кои што ни го разубавија студиото. Продолжете да ги инспирирате врсниците, продолжете да не едуцирате и нас возрастните и да се видиме за 4-та ваква едукативна боенка и песнарка. 5. Што му е наване, Сабајлево? Го збунивте нешто. Додека не ги исцрпиме сите почетни букви, значи азбуката, додека не ги исцрпиме сите букви, не престануваме. Потоа ќе направиме една синтеза, односно ќе ги собереме во една боенка. Во еден проект. Така. Да, сакаме да упатиме некоја порака до врсниците и до грчињата кои што не гледаат. За крај нешто да им кажеме? Кој сака? Ајде, да ти го дадеме микрофончето, може? Сакам да им кажам да ги сакаат и да ги почитуваат животните. Така. Друг нешто? Има да додаде некој нешто или тоа е тоа? Сите ќе се согласиме со оваа порака. Благодарам многу за гостувањето. Може, земи го микрофончето. Ајде.
Треба да бидеш храбар и да не се плашиш од ништо, да правиш се што ти сакаш. Колку убаво. Вака и утринска порака ова убава. Ние возрастните да се замислиме исто така. Благодарам уште еднаш за Ви гостувањето. благодариме и вам. Останете на јавниот сервис, драги мои, секако по 9 часот. Продолжуваме и со третиот час од утринската програма на јавниот сервис, со нови интересни гостувања. Ќе продолжиме и со истава тематика кога станува збор за најмилите дечињата, ќе го најавиме и фестивалот Поточиња, но имаме уште многу други содржини. Бидете со нас.